Другар Павлевски, вие долги години работите на проблематиката околу собирањето на лековите билки од нашата република, организираното собирање, дури би рекол и организирано производство на лековите билки. Каква е денеска состојбата со лековите билки? Социјалистичка република Македонија, според својата географска положба и релјеф, се карактеризира со разновисност на климатските услови. Во неја се мешаат медитеранската, континенталната и локално-планинската клима. Со тоа се створиле едно голема шароликост и богатство на дивата флора во Социјалистичка република Македонија. Ваквите поволни климатски услови, па и почвени услови, како што реков, ја прават разновидна флората и со тоа и има голем број на лековити и ароматични растенија на подрачјето на Социјалистичка република Македонија. Инаку, собирањето на лековити растенија во Македонија и односно во постоењето и историјата може да се тврди дека има свое подалечно минато. Иако за тоа немаме сигурни записи, ипак може да тврдиме дека собирањето на лековити ароматични растенија и шумски плодови во Македонија има сличности со своите соседи. Токму тоа нас не наведува да во манастирите најдуваме доста записи, тие народни лекарства, кои што се запишани и кои се базираат врз основа на лекувањето на лековите ароматични растенија и шумски плодови. Тоа е народната медицина. Таа е народната медицина. Алкалоид како е овде сега вклучен денес? Имате развиена силна лабораторија и производство на лекови врз база на лековитите растенија. Ние во своето постоење, некаде уште од 1950 година, сме една од најстарите организации, работни организации која што се бави со собирање, организирано собирање на лековите ароматични растенија не само во Македонија, него и во Југославија. И со своето тоа постоење, како што реков, историјата, ние имаме сигурни податоци дека уште пред 200 години во Дебарско се организирале запишани документи каде организирано содело на собирање на лековите ароматични растенија и то во деновите на Ѓурѓовден и Иванден. Тоа било помасовно собирање, а што не значи дека во текот на годината немало такво собирање. После ослободувањето, некаде после 49 година, првите билкари во Македонија се другарите кои што се сеја покојни Владо и Здравко, тоа ствари биле сладкари во Полска, кај што најмногу дошле до сознанија кои лековити ароматични растенија да се собираат на подрачјето на Македонија. Од тогаш почнува не само организираното, него и во обновата на нашава земја, билкарството дало голем допринос во остварувањето на потребните девизи кои што нашата земја, посебно нашата република, имала недостиг. Ние колку откупуваме сега? Вие како организација? Како организација, нашиот откуп се движи измеѓу 3 и 5, па некогаш и 6000 тони на лековити и ароматични растенија и шумски плодови. Тоа собирањето не зависи само од нашата организираност или неорганизираност, него често пати и надворешните фактори влијаат. Климатските фактори. Климатските, кога има породна или понеродна година, а исто така големо влијание има во собирањето и надворешниот пазар, кој што диктира кои билки, која година, колку се бараат и така натаму. Од ова големо количество што го собирате, вие дел преработувате, дел извезувате. Колкав е тој дел што го извезувате, го продавате? За домашен пазар, за производството на чаевите, или нашето снабдување на другите фармацеутски куќи или други куќи кои што се вршат со преработка на лековити билки и односот за извоз, со сигурност можам да тврдам дека е некаде 80:20 во корист на извозот на конвертабилниот пазар. Ова сака посебно да го напоменам дека Алкалоид е кадровски добро екипиран, но сепак не сме го постигнали онај максимум кој што треба и кој што ова поднебле го поседува со разните лековити ароматични растенија. Тоа односно не е до максимум, не е ни приближно и не се искористени природните ресурси кои што ги поседува нашава република.
колку наоѓа примена фитотерапијата, односно производството на лекови со потекло од разните растенија, од богатата флора која има во нашата република. Фитотерапијата, односно употребата на лековитите билки како тераписко и профилактично средство, несомнено е најшироко прифатен облик од нашата народна медицина. Нашиот народ одсекогаш верувал во лековитоста на билните чаеви и мелемите. Лековитите билки и природните лекови делуваат врз човечкиот организам со својот комплексен хемиски состав. Тие не делуваат насилно, делуваат стимулаторно и овозможуваат организмот сам на еден правилен начин да реагира на заболувањето. Од ова народна медицина, од фитотерапијата, опфатено е повеќе од 2/3 од светското население. Пред се тоа се земјите на Азија, Африка, Латинска Америка, а исто така и развиените земји како Англија, Германија, Соединетите Американски држави, Советскиот сојуз и Канада. Правени се известни истражувања според кои се вели дека секој втор американец верува во делотворноста на препаратите кои што се состојат само од растителни состојци, додека 40% од англичаните повеќе би сакале да се лекуваат со вакви природни лекови. Нашата татковина е богата со лековити билки, меѓутоа факт е дека главни купувачи на нашите лековити билки се земјите со најразвиена фармацеутска индустрија, кои потоа ги преработуваат и како готови лекови ги продаваат ширум светот. Поаѓајќи од ова, алкалоид со една подолго трајна работа подготвува повеќе препарати исклучиво со природно потекло. Пред се, тоа се нашите добро познати медицински чаеви. Ги имаме 24 на број и тие се комбинации од повеќе лековити билки, најпогодни за соодветни заболувања. Би споменале само неколку од нив. UV Mix, тоа е чај за дезинфекција на мокрачни патишта, потоа Миртилин Mix, тоа е чај за диабетичари, Реуком Mix, чај за реуматичари, понатаму Имелглок Mix, чај против покачен крвен притисок, Меморија Mix, чај за подобрување на циркулација и би спомнал уште Бамби Mix, чај против ноќно мокрење кај децата. Имам и друг препарат врз основа на билна мешавина, тоа е препаратот Сердал, кој го подобрува варењето на храната, исто така помага при надуеност, преситеност, помага кај болни со покачен желудечна киселина. Врз која основа вие ги препорачувате? Гледам и конкретно веќе кажувате кој чај за што е, за какво лекување? Алкалоид... Гледам, имате големи и добро поставени лаборатории. Да. Алкалоид се повеќе се стреми кон развивањето на помошните лековити средства од растително потекло. За таа цел кај нас постои група од стручни истражувачи, лекари, фармацеути, технолози кои што научно ја испитуваат делотворноста на лековитите билки. Исто така изградени се и повеќе капацитети со кои ги издвојуваме активните принципи од лековитите билки, а со тоа пак ни се проширува спектарот за изготвување на нови готови фармацеутски форми како таблети, капсули, сиропи и така натаму. Семејството Јадлебовски од битолското село Логоварди оддавнина се познати по тоа, по собирањето на лековити билки и разни други лековити растенија. Денес ова работа, собирањето на тревките, како тие викат, го врши најмладиот од семејството, Љупчо Јадлебовски. Од кого го научи познавањето, распознавањето, поточно да кажеме, на лековите билки и што подготувате, зашто се тие користат, кој ги се нив бара, користи? Па, ова работење што го работиме ние сега, тоа беше уште многу порано го работел дедо ми. И ствари дедо му негов... Дедовците?
И Прадедовците, натака, дедо му, па до денес дојде до тебе. денески дојде, ете, од колено на колено, дојде да и јас таа работа ја работам сега. А иначе, собирањето на тревките, тие лековити тревки, билки така наречени, тоа го работев со дедо ми, собиравне, одевне, ми Уште од кажуваше. детство. Да, уште од порано. И така, навикнав на тоа, ми дојде едноставно, научи, ги лесно, научив. ги научив, да. И сега ги работиме ние. Устваријате јас и од семејството моје, например, татко ми, мајка ми. Што подготвувате вие со овие лековити билки? Па со овие лековити билки спремаме и даваме на, така да речам, наши пациенти кои доаѓаат, било за жолчка оболена, камен, Разни кресот, заболувања, за разни Во заболувања. форма на чаеви ги давате како? Даваме чисто тревки, како чај, вид, да сами си ги спремаат. Ми објаснуваме како оди тоа све и они сами си спремаат дома. Давате потребно напатствие. Да, исто. Колку рецепти време, даваме. по кое количество, како да се подготви чајот? Тоа све е покрај запишано чај? во рецептата. Покрај чајот? Покрај чајот имаме и масти кои лечат многу ефикасно. Например, против кои болести вака попознати? Масти имаме две врсти. Маст имаме која лечи гангрена, разни рани, опекотини, било хирушки, било шеќерни рани кои отвараат и сите тие други. Исто лечи маста и овие што се лишаи, например, перутави лишаи, водени лишаи, такви, со крварење, суви, Брадавички по кожата. брадавички што се бубулици, сите тие работи. Каков е интересот? Чув дека добивате писма од далеку. Да, писма има и се уште доваѓаат на име на дедо ми кој не знае дека е покоен. Исто и ние им и одговараме, враќаме писма, праќаме лекови, масти, тие работи све. Од каде се добивате вакви барања со писма? Барања добиваме широм Југославија, можам да речам, од секаде. Од Загреб, од Белград, од Корчула, од сите страни. Искажуваат благодарност за Да, лекот. многу захвални. Чак и од Загреб имаат исто човек од гангрена кој се излечи, па дојде во посета дома. да ви благодари. Да. Друго, со што се занимаваш ти? Друго се занимавам со земјоделие. Дома си работам, земја имаме. Али основното ти е собирање на Основното лековите билки. собирање на тревките и тие работи се. Магистарот по фармација Васо Дервенџи е автор на книгата Фармакогнозија. Таа што туку треба да излезе од печат и пред мене стојат неколку рецензии, професоре, за таа книга која говори дека ќе може да служи и на фармацевтите и на студентите и со каква цел е напишана книгата, што содржи таа, ве молам да ни кажете. Видите, како прва цел на книгата ќе има да ја употребуваат студентите, дека таа ќе како основна материја за нивната, ќе служи како основна материја за нивната едукација. За изучување Да, и за изучување на материјалот кој го изучува фармакогнозијата, науката фармакогнозија. Потоа ќе им корисно послужи на дипломираните фармацевти, на лекарите, на агрономите, на шумарите, на биолозите и на луѓето кои што сакаат да се занимаваат со лековите растенија, било да ги употребуваат сами, или пак сакаат во комерцијални цели да ги собират и продават. Да ни кажете сега, каква употребна вредност имаат лековитите и ароматичните растенија во современата медицина? Лековите и ароматичните растенија имаат голема употреба во современата медицина. Тие представуваат суровинска база за добивање на голем број алкалоиди, хетерозиди, флавонозиди, танини, потоа етерни масла, витамини и хормони.
И сметам дека, иако денеска бројот на готовите препарати е голем, сепак овие природни ароматични и лековите суровини останува сериозен конкурент на готовите лекови, поради тоа што тие со понатамошно испитување од нив може да се искористат, тие може да се искористат и да се од нив екстрахират голем број нови препарати кои што корисно ќе послужат во медицината. Како е досегашното искуство нашите производствени организации за лекови? Дали ги тие користат и до која фаза се дојдени? Скоро сите наши фармацеутски фабрики ги користат лековите ароматичните растенија како сировинска база за добивање на разни препарати кои од ден на ден се повеќе ги има. Од пред 20 години лековите растенија и ароматичните растенија доживува ренесанса, така што почна у светот се повеќе да се користат во вид на солуции, на таблети, на прашкови и други комбинации од галински форми. Колку алкалоид е усогласен со новиот закон за користење на вакви помошни, како го нарекуваат, помошни лекови? Сите овие активности на алкалоид се во склад со законот, новоизлезениот закон од 25 јули оваа година, и тоа е закон за пуштање во промет на лекови и помошни лековити средства. Да ни кажете, ве молам, постојат на повеќе места познати билкари или тревари, како ги викат, и тие изготвуваат исто така вакви чаеви. Најразлични чаеви за најразлични заболувања, лекување од различни заболувања. Дали законот ги има во третман и овие тревари? Да, овој пат законот доста прецизно и точно ги дава одредби и за тие тревари, да ги наречеме тревари. Ако тие успеат да ги задоволат условите кои што се пропишани со законот, можат и тие да пуштат во промет одредени лекови. И на тој начин, помошни лековити средства за. На тој начин веројатно и се сведува на минимум злоупотребата, да кажам така. Секако, сега во светот ова е доста актуелно и меѓутоа се оди научно сето тоа да се испита